Денес сме тука да го уважиме великанот Блаже Коневски во неговата родна куќа на неговиот роден ден. Оваа посета ја правиме и во пресред на 100 годишнината од неговото раѓање, кој е како настан за одбележување запишан во календарот на УНЕСКО за 2021 година. Во таа насока, 2021 година ќе биде уште една глобална афирмација на македонскиот јазик, наука и култура, и во таа насока деновиве Министерството за култура ја започна подготовката на програмата со која во национални и во меѓународни рамки ќе се одбележи оваа значајна годишнина во текот на целата идна година. Животот и делото на Коневски се судбински врзани и со раѓањето на македонската државност, со што се исполнети вековниот сон на редици и редици генерации кои го негуваа и учествуваа во остварувањето на тој сон во реалност. Коневски ги поврза стремежите на неговите претходници Рацин, Мисирков, Миладиновци и многу други преродбеници од 19-тиот и 20-тиот век, кои ја прифатија светлината на просветителската мисија на светите Кирил и Методи, свети Климент и Наум, која тие им ја дарија на сите словенски народи во Европа. Блаже Коневски ја проучи и разработи суштината на македонскиот јазик, го насочи неговиот развој како современ литературен јазик, сообразен со светски прифатените стандарди. Соочен со отпорот за признавањето на посебноста и на корените на македонскиот јазик, освен на научната сцена, Коневски ги запиша најубавите стихови во слава на нашиот национален идентитет. Кога го чествуваме Коневски, не го чествуваме само неговиот придонес за македонскиот јазик. Ги чествуваме и неговото останато научно дело, неговата поезија, неговата култура и национална мисла, кои ги представуваат највисоките и највозвишените богатства на македонскиот и на другите народи во земјата. Богатството што Коневски го остави зад себе, секогаш ќе ги исполнува со љубов и љубопитство, со постојан интерес за истражување сегашните и идните поколенија научници, поети и најважно од се, искрените влюбеници во вистината и убавината. Нека му е вечна славата, вечно ќе го чуваме и негуваме споменот на него и неговото дело.